30 е време за нашата прва утринска гостинка со која ќе проговориме за најновите трендови во исхраната, максимизирање на внес на диететски влакна. Срдечно добре дојде за Александра Пренчова. Драго ми е што сте наша гостинка ова утро. Оле, имаме одлична тема, а јас пред да си го почнете разговорот сакам да ја понудиме гостинката со нешто од нашата скромна понуда, дали ќе биде македонско кафе, Александра, или можеби чајче. Фала ви. Добро е, со вода, фала многу. Нутриционистички, дали смее да се започне денот со кафе? Пред оброкот? Не е препорака. Пред да се испие, можеби топла вода со лимон малку, 1/4 лимон, со чаша топла вода, да не биде првиот внес на желудникот баш кафето. Да не му направиме шок, тука грешиме, Суза. Мора ова да го поправиме. И исто така треба да имам барем малку време поминато од кога ќе станеме па да го пиеме кафето, барем еден за час да да не помните, ги така, разбудиме вештачки хормоните кои што природно треба да ни се подигнат, со што повеќе фактори делуваат да не биде баш кафето кога ќе отвориме очи првата работа. Тука на гостите треба да им понудиме исцеден лимон. Па, или чајче е супер опција, билен чај е секогаш добра опција, да. Баш да не е прво кафето кога ќе се разбудиме, тоа што ќе се испие ударно, така. Повелете се разговорот. Фала ви многу. Многу тренд тема одбравме за денес. Баш, да. Докторка, да, дефинитивно нешто кое што треба да го практикуваме и тука. Веќе во светот се практикува, а преку вашите програми сакаме и тука во Македонија да ги научиме како граѓаните треба здраво да се хранат. Максимизирање на внес на диететските влакна. Што значи диететско влакно и колкав е потребата од дневниот внес на истите? Така. Прво за Fiber Maxing ќе кажеме, или еве трендов што го опфати светот. Со прости зборови кажано, Fiber Maxing е максимизирање на дневниот внес на влакна кој што еден човек треба да ги внесе. И мене искрено ми е многу драго дека ова е тренд, бидејќи ако не е тренд нешто кај нас општо, не само за Македонија, мислам дека луѓето целосно го игнорираат, а од друга страна за трендовите секако дека има и трендови кои што не се во ред и не треба да ги следиме. Меѓутоа во овој случај мене навистина ми е драго што диететските влакна или растителните влакна се ставени на пиедестал и нивната важност е повторно активирана. Сега што се диететски влакна? Значи диететските влакна сами по себе не можеме да кажеме дека се храна. Значи, зошто не можеме да кажеме? Заради тоа што од диететските влакна нашето тело не може да ги искористи, не може да ги преработи во нешто друго и да создаде нешто друго од диететските влакна. Меѓутоа, тие се многу важни за нашето тело и ние многу често ги игнорираме. Диететските влакна ни служат на два начина. Првиот начин и најважен е што му служат на дигестивното здравје. Ако не внесуваме доволно диететски влакна, тоа секако дека би се одразило на нашето дигестивно здравје. Во која смисла? Сите слушаме колку е важно да се внесуваат пробиотици, тоа е секогаш било актуелна тема, барем во последниве 10 години, и колку тие се важни за имунитетот, особено кај мали дечиња, кај деца, значи за имуниот систем, за нашиот одбранбен механизам, значи за стварање на добар имунитет. Пробиотиците и како се важни, меѓутоа, не можат тие да работат и не можат пробиотиците да се активираат ако немаме пребиотици. А всушност тоа се дел од диететските или растителните влакна. Растителните влакна служат како храна за пробиотиците. Не можеме ние да очекуваме само така е. Не можеме ние да очекуваме да внесеме само пробиотици и сето тоа да си ја заврши работата ако не внесуваме и доволно диететски влакна. Сега препорачан дневен внес за една здрава особа што би требало да го внесува е отприлика од 25 до 30 грама. Тоа е една препорачан дневен внес на диететски или растителни влакна. Тоа е една препорака која што би требало секој здрав човек да ја внесува. Меѓутоа, јас мислам дека во генерално многу е поголем процентот на луѓето кои што не внесуваат доволно диететски влакна. Со брзово темпо на живот, со
неземањето доволно салати со оброците, ќе ги спомнеме и каде ги има диететските влакна, со се од нога нешто што може да се касне, нели брзински и така натаму, изборите кои што ги правиме и опциите кои што ни се нудат на околу нас, едноставно ни го смалуваат, мислам, изборот за да внесеме доволно диететски влакна, ако не ставиме ние самите акцент на тоа и да едноставно се потрудиме да внесеме. Сега Fiber Maxing во случајов, што прави? Прави да луѓето бројат како калории кога броиме, кога бројат луѓето нели колку дневно се внесени или колку протеини внесува во денот, Fiber Maxing усвари прави да луѓето бројат колку грама влакна внесуваат во текот на денот. Има такви апликации или вие им ги подготвувате? Не, јас лично не се залагам за трендов или чисто нели темава денес е да го зборнеме трендов како тренд, меѓутоа луѓето во светот бројат влакна како што внесна влакна. Веројатно има и апликации, не сум доволно запознаена. Сигурно. Меѓутоа, како самиот момент дека се максимизира внесувањето на диететски влакна, мене ми е драг. А сигурно и вие кога правите програми за нели ваши пациенти, ставате и таква компонента колку дневно треба да се внесат влакна. Така е, за да се изработи еден персонализиран и правилен начин на исхрана за еден пациент, освен тоа што ние земаме неговата анамнеза, неговиот прашалник, неговата лабораторија апсолутно, неговиот стил на исхрана, начин што јаде, што не јаде, значи многу е важно, добра прашање отворивте, многу е важно за еден пациент за да му одговара тоа што го даваме да го јаде и да му биде дел од животниот стил, а не само нешто кон кое што он ќе се придржува еден месец. Многу е важно да се земе во предвид целото негово битие, целото негово постоење, како му функционира денот, кои се вашите навики во исхраната, како вие го започнувате денот, како ви тече денот, какви ви се обврските, сите тие параметри да се земат за да може да се креира еден добар план на исхрана, каде што ќе бидат оптимално застапени сите важни компоненти. Во случајот, никако и главните кои што работиме се макронутриентите, протеини, јагле, хидрати и масти, кои што ни се градбени единици во телото, меѓутоа тука апсолутно влегува и диететските влакна кои што треба да бидат 30 грама на ден застапени во една избалансирана и убава исхрана. Сега пациентот ако има проблеми со висок притисок, ние редуцираме и ниво на сол кој што треба да го внесе во исхраната и разни други состојби како хиперинсулинемија, диабет, покачена мочна киселина, гастритис и така натаму. Тука веќе преминуваме со други рестрикции на исхраната, меѓутоа во генерал за една здрава особа, за едно здраво тело, за една здрава индивидуа, без разлика дали ќе биде губење на килограми или одржување на килажата, диететските влакна мора да бидат и треба да бидат застапени. Да не се игнорираат. Да, многу трендови во кои што чисто се внесуваат оние кето диети, протеински диети, а целосно се исфрлаат јаглените хидрати. Така. Дали тука се прави грешка? Дали му правиме шок на организмот? Апсолутно, ние како нутриционисти мислам дека не можеме да се сложиме со трендови, бидејќи се што е тренд и се што е моментално знаеме дека поминува. Значи, вие некое време ќе правите нешто, одредено време, мислам дека тоа е и целта на тие трендови. Меѓутоа, што се случува по некое време, вие пак се враќате на вашата исхрана, ако не се работи на промените, на свесноста во исхраната, ако не се работи на тоа да ние ги препознаеме работите кои што кај вас не функционираат. Еве го спомнавме утринското кафе. Ние тоа треба да го препознаеме. Првата работа за свесност е да препознаеме што не чини, не во буквална смисла, меѓутоа да го како да кажеме, да го препознаеме проблемот и тоа што го прави да не е добро за нашето тело, со тоа што ние ќе го акцентираме тоа и ќе му дадеме момент на важност, го освестуваме на некој начин и вие доколку работите на вашата свесност, на тоа како ја земате храната, кога ја земате храната, во кои комбинации ја земате храната, верувајте дека такви трендови никогаш нема ни да ви бидат потребни во иднина. Бидејќи се што се работи на долг план и на долгорочно здравје, апсолутно е повалидно и поважно од следење на само некаков си тренд. Но секој човек е индивидуа за себе. Тоа значи дека не може да ископираме некој план на исхрана
од другарка на другарка или од колешка на колешка, бидејќи тоа може нешто што нејзи одговара, мене не ми одговара или обратно така. Баш така. Да. Да, тоа значи дека треба да се направи целосна подготовка, крвна слика. Да, апсолутно. Значи ова е многу чест проблем дека луѓето едноставно ние луѓето сакаме да ја примениме на нас формулата што за некој друг функционирала, нели? Не знам, еве често некои пациенти леле сега е моментално и не знам некој си чај или не знам па дали може со планов на исхрана чајот да го земам. Ама немаш потреба од чајот. Зошто да се осврнуваме на некое магично стапче или на некој магичен момент кога самата твоја исхрана што веќе сме ја креирали, што сме ја направиле персонализирана лично за тебе тоа што одговара за твојот ритам, зошто ти да го ставаш на пиедестал дека чајот е тој што го решил проблемот и чајот е тој што ти го направил ефектот. Не, чајот е моментално нешто. Дури може да направи и контраефект и значи ситуации кои што потоа би го обвинели и планот на исхрана. Апсолутно не е моментот на кој што ние треба да се фокусираме. Целта е да се фокусираме на правилен начин на исхрана и баш тоа на профилот NutriPrenjova, значи еве и вашите гледачи можат да го запратат. Баш зборуваме за свесноста во исхраната и персонализација, меѓутоа и свесност во сето тоа што го живееме и во сето тоа што го јадеме. Еве ќе се вратиме на диететскиве влакна. Колку е голем моментот дека луѓето ги игнорираат и дека ако не се обрне свесност дека треба да внесеме диететски влакна во исхраната и во планот кој што го правиме, некој буквално би седнал или би зел прва работа, не знам, некој сендвич од нога или еве пицава ќе ја спомнеме. Пицава е генерално обвината за лоша храна, нели? Многу различен ефект ќе има ако ви изедете парче пица со голема чинија зелена салата. Или ако изедете само парче пица. Или да речеме, еве сезона почнува, гиро во Грција ќе се јаде. Нели, тоа е често дека во Грција луѓето одат и голем дел од луѓето ќе каснат гиро. Меѓутоа, многу е голема разликата, нема да го сега ние акцентираме и да го анализираме гирото. Храна е како храна, значи секоја храна е составена од макронутриенти. Меѓутоа, целата разлика на оброкот ќе ја направи зелената салата. Баш таа што ги има влакната, затоа што влакната се тие кои што ја врзуваат на некој начин храната и даваат поспоро да се крене шекерот во крвта, поспори ги прават тие пикови, за да нема нагло кревање на инсулинот и нагли пат. Веројатно и подобро варење. Подобро варење, подобра дигестија, подолго чувство на ситост. Значи, нели вие кога би изеле, не знам, оброк само со шпагети, да речеме, бели неинтегрални шпагети, значи вие у моментот ќе осетите чувство на ситост, меѓутоа по 2 часа реално сте гладни. Значи, тоа е така. И сега зошто е тоа така? Затоа што има нагли, белите шпагети имаат висок гликемијачен индекс. Тие нагло го креваат шекерот во крвта и потоа има нагли пат. Меѓутоа, овој оброк има целосно различна димензија ако ние со тој оброк искомбинираме зеленчук, кој што има влакна, искомбинираме зелена салата, тиквички на грил, било кој зеленчук да го додадеме е плюс. Сакате да кажете дека во зеленчукот има најмногу диететски влакна? Така е, зеленчукот е еден од изворите, главните извори на диететски влакна, особено зелен лиснат зеленчук. Има доста диететски влакна. Зелените зелена салата, зеленчуци. Марула, спанак, така е, зелените, рукола, брокула, зелката би ја спомнале, тие се добри извори на диететски влакна. Исто така влакна имаме во полнозрнестите жита, во полнозрнестите храни. Ќе го издвојам овде овесот. Овесот има бета-глукан, кој што како состојка е многу важен и за природно намалување на холестеролот од телото, влакна кој што од овесот нашето тело едноставно многу бенефитира. И доколку ние секојдневно вклучиме вакви целозрнести житарици во нашата исхрана, едноставно не би имале проблем нити со дигестија, нити со столица, нити со нашиот на некој начин и на имунитетот му помагаме, затоа што веќе зборнавме за пребиотиците, кој важен момент се во нашата храна. Сега како ние да внесеме Како изгледа диететски влакна? Како изгледа еден точно избалансиран ден во поглед на диететските влакна да бидем мирно да заспиеме? Еве сега ќе кажеме, не мора тоа да биде толку комплицирано. Јас денес се вжашнувам, јас 10 години работам нутриција, јас
10 години активно се занимавам со нутриционизмот и 10 години активно го работам тоа. И да ви кажам искрено, мене во последно време ме вџашнува сите тие информации со кои што сме ние бомбардирани. Значи, дури и со знаењето кое што го имаме и за кое што сме учеле, јас сум магистер на квалитет и на управување со квалитет и безбедност на храна, се вџашнувам од секојдневното бомбардирање со информации со кои што обичните луѓе, кои што не се во оваа бранша, се среќаваат и како ние веќе почнуваме да сме исплашени од се. И да мислиш, чекај, јас сега внесов ли од се, зошто ова добро е, не е добро, па јадам, па да не јадам, да пијам вода, да не пијам вода. Овисните снегулки беа тренд, сега велат се канцерогени и не знам. Да, и ние сме премногу бомбардирани со информации од кои што реално немаме никаква полза. Еве, ќе ви кажам искрено, вие во моментот, ако прочитате толку застрашувачки информации, вие немате полза, вие напротив му правите штета на телото. Бидејќи приоѓате со страв и воопшто скептично приаѓате кон се, со страф и со недоверба. И тука не се гради и врската меѓу пациент и консултант, меѓу пациент и лекар, секогаш се преиспитува, не викам да не се земе второ мислење. Важно е и тоа. Меѓутоа, со се ако тргнеме со недоверба и со скептицизам, резултатите и не можеме туку така лесно и добро да ги постигнеме. Сега се вратиме на денот. Значи, не мора да биде комплицирано. Ако ние денот го започнеме со храна која што содржи цело жито. Каде би го нашле целото жито? Во полнозрнестиот леп. Тоа е наједноставен начин да ние внесеме од утрински дневен внесна влакна. Полнозрнест леп е сега не е секој леп за пофалба. Значи мораме да кажеме дека има и лебови кои што се реално и само обоени. Ние ќе го пресечеме лебот и како ќе видиме дали лебот е полнозрнест? Лебот треба да има трици. Трицата се гледа во лепчето, во самата кришка, се гледа една неравна структура, се гледа една структура на лебот која што гледаме дека има трици. Тие трици се всушност многу важни затоа што тие се нашите влакна кои што дел од денот треба да ги внесеме преку појадок. Така е полнозрнестиот леп, лепот цело зрно, затоа што целото зрно е богато со диететски влакна кои што на нас ни се потребни. Кога е бел леп или кога лебот е само обоен, тука немаме диететски влакна. И што со тоа парче леп можеме да изедеме? Можеме да изедеме намаз од хумус, например. Наутот е супер во пригода на диететските влакна. Наутот е еден одличен извор на диететски влакна. Значи, лепче со намаз од хумус, и салата лепче со намаз од авокадо. Па не мора утринскиот внес да биде голем акцент на салатата. Салатата би оставиле со ручекот, затоа што една убава чинија треба да содржи 1/3 зеленчук. Тука би го ставиле тоа и во вечерата. Меѓутоа, во утринскиот внес на храна треба да имаме мал дел на доматче, краставичка, мал дел на рукола или спанакче и така натаму. Да, верувам дека објаснивме малку е за голема е темава и да, за 20 не може минути да се објасни сето ова, меѓутоа ќе да оставиме простори уште еднаш да ве викнеме и да ни бидете честа гостинка за да направиме една здрава нација. Ке ви се заблагодарам што бевте дел од утринската програма на Алфа и ве чекаме повторно. Фала ви многу на поканата, ми беше драго и баш ме потсети, јас одамна не сум била на телевизија, ова гостување ме потсети дека е многу убаво да се гостува всушност. Ве чекаме пак во текот на летово. Фала многу. Благодарам и јас. Многу убава тема, еве вака во пролетно време да ги подсетиме нашите гледачи колку е важно да почнеме со некакви добри промени да правиме за наше добро, за наше здравје, а сега повторно ги отвараме телефонските линии, слободната тема и слободните минути се актуелни од сега па натаму.